Примената на нови технологии во производството може да им донесе само бенефит на земјоделците. Прецизно земјоделство, мониторинг, GPS, снимање на земјоделски површини со дронови, поврзување на науката и праксата во земјоделскиот сектор со цел поекономично, конкурентно и продуктивно земјоделско производство со примена на новите технологии во агросекторот е темата на која дебатираа денеска врвни експерти од областа на земјоделството на првата дводневна научна конференција Агронаука и пракса, а домаќин е земјоделскиот факултет на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. За она што во поразвиените земји одамна е пракса, а кај нас новина има интерес кај земјоделците. Македонија како предпристапен кандидат во Европската унија има од 2007 година има право да ги користи тие средства, но за жал заради многу субјективни и објективни причини тие средства процентот на нивно искористување е мал, па затоа денешната панел дискусија ќе биде во правец на утврдување на слабите точки со цел нивно отклонување за да може државата наша да ги абсорбира со поголем процент. До сега, според моја информација, само околу 30% искористливоста на тие средства. Средства од европските фондови им стојат на располагање на земјоделците за воведување на нова опрема и технологија во производството. Изминативе години недоволно се искористени. Тие веќе најавуваат спремност за соработка со компаниите кои вршат услужна дејност во смисол на снимање на парцелите од преку дронови и со други примена на други прецизни алатки во прецизното земјоделство. И можеби ќе се некој одлучи пробно да на одредена парцела како што имаме најави да врши снимања, да се читаат резултатите, да примени одредени препораки од тоа. И ако нормално, ако видат дека има бенефит од тоа, зашто да не понатаму се прошири имплементацијата на прецизното земјоделство, на мониторингот од воздух на земјоделските површини. Инаку во светот на големите површини во Русија, во Бугарија, во Соединетите Американски држави, тоа е една веќе неколку години редовна мерка за имплементација на прецизното земјоделство. За продуктивно и конкурентно земјоделство не е потребно само нова земјоделска механизација, туку и воведување на нови технологии во производството, што во поразвиените земји одамна се практикува. Агробизнисмените во земјава годинава побараа законски да им се дозволи да користат дронови и други современи летела во земјоделството за третирање на земјоделските површини со заштитни средства. Сметаат дека со употребата на современа технологија во третирањето на земјоделските површини и воведувањето на отпорни селектирани сорти ќе се намалат негативните последици од климатските промени во аграрот.